На 3 дискотеки и кабареа ќе им бидат одземени лиценците за работа, најавија од владата. Со мито и корупција стигнале до легална лиценца, но на терен немало ништо од напишаното на хартија. Фрапантни податоци по извршените контроли на тимовите на Државниот пазарен инспекторат, УЈП, Финансиска полиција, Инспекторатот за труд и други инспекции. И покрај тоа што имале легални и активни лиценци, не ги исполнувале минималните технички услови, контролите покажале сериозни пропусти. Кај 9 други вакви објекти со лиценца, контролите се уште траат. Веднаш до Министерството за економија ќе биде испратено барање за одземање на лиценцата, забрана за вршење на дејност и сите казнени одредби кои што се возможни согласно закон ќе бидат превземени. На терен во секој момент овие денови се над 10 тима кои вршат контрола и во текот на денешниот и ќе продолжат и во текот на утрешниот ден. Ќе се проверат сите до детал. И додека ниту дискотеките и кабареата со лиценци не исполнуваат услови за да работат, владата најавува дека допрва ќе се чешлаат документациите и на оние кои досега функционираа на диво. Граѓаните алармираат на социјалните мрежи дека собствениците на ваквите дискотеки кои работат нелегално масовно ја празнат внатрешноста на објектите за да нема доказ дека некогаш работеле како угостителски објекти од ваков вид или пак допрва отвораат спореден излез за да ги испочитуваат барањата за противпожарна заштита. Од владата уверуваат дека сите ќе бидат проверени. За сега не може да дадат информации зошто пазарниот инспекторат не извршил контроли во дискотеката Пулс во Кочани во времето кога имала лиценца согласно годишните планови за работа. Точно поради фактот што утврдивме дека овие лиценци, иако ги поседувале, еве се утврди дека истите биле фалсификувани. Во однос на вашето прашање за тоа како е постапувано годините наназад во однос на планот за работа, верувајте ми дека сакам да споделам податоци, но последните информации кои што ги имаме дека токму плановите за работа се дел од истрагата и не би можела тука ништо дополнително да кажам за да не нарушам некаков тек на истрагата. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека бил приведен собственик на ноќен клуб од Куманово поради пронајдени пиротехнички средства, а објектот останува затворен до отстранување на неправилностите. Полициски службеници од СВР Куманово го затекнале 58 годишниот ТВ од Куманово, собственик на кабаре од Куманово, како од неговото паркирано возило пред кабарето изнесува противпожарни апарати и ги внесува во клубот. Веднаш потоа полициски службеници од СВР Куманово извршиле контрола во објектот и биле пронајдени и оцемени пиротехнички средства. Лицето било лишено од слобода и во полициска станица во присуство на адвокат, со него бил извршен службен разговор. А од инспектор за заштита и спасување издадени се прекршочни платни налози и издадено е решение за забрана за работа до отстранување на неправилностите. Во регистарот на Министерството за економија на издадени лиценци за кабаре, ноќен клуб, диско клуб и диско клуб на отворено има евидентирано само 23 активни лиценци. Тие имаат важност од 1 година. Последната е издадена во февруари годинава. Во Скопје легално работат само 2 клуба. Сите што се отворени по полноќ, односно 1 часот, функционираат на диво. Освен Кочани, во градовите како Прилеп, Тетово, Струга, Радовиш и Гостивар нема ниту еден легален ноќен клуб. Најмногу лиценци 5 има во Охрид, во Битола има 4, а во Куманово 3. Од Министерството за економија велат дека во моментов имаат примено барања за одобрување на 5 нови лиценци за работа, но не откриваат детали кога тие барања биле поднесени, дали пред да се случи трагичниот настан во Кочани или пак собствениците побрзале тоа да го сторат во последниве 3 дена. Нивното издавање или одбивање може и да се пролонгира, ако се знае дека на големо се чешла документацијата во Министерството и дел од вработените се под истрага на надлежните органи.